За над 200.000 основци и средношколци денеска започна учебната 2013-2014 година. Околу 20.800 прв пат ќе седнат во училишните клупи. Во изминатите 5-6 години има во просек од 500 до 700 помалку запишани првачиња. Добро дојдовте во Урбаните вести. Еве ги насловите за денеска. Прв училишен ден за 63 средношколци во модуларното училиште во Илинден. Започна новата учебна 2013-2014 година во општина Газибаба. 512 првачиња запишани во 7 основни училишта во Бутел. Училиштата во општина Петровец успешно ја започнаа новата учебна година. Шеесетитри ученици денеска го започнаа средното образование во модуларното училиште во општина Илинден. Училиштето оваа година за прв пат започна со настава, а честа да го отвори ја имаше градоначалникот Жика Стојановски, кој им посака успех на учениците. Прилог на Елизабета Дамјановска. Денеска на првиот училишен ден не беа возбудени само првачињата, туку и средношколците кои оваа година за прв пат се запишаа во прва година. Новите средношколци не ја криеа возбудата од новиот училишен 4-годишен предизвик кој е пред нив. Екипата на МТМ телевизија на првиот училишен ден беше со учениците од модуларното училиште Илинден во истоимената општина. Средното образование е новина за оваа општина, каде за прв пат 63 ученици во две паралелки ќе следат настава во две насоки: електротехника и информатика и комуникацијска технологија и автоматика. Овој ден е голем ден за нас, затоа што прв пат воведуваме средно образование во општина Илинден и моите очекувања се, да бидам искрен, големи, затоа што ние кажуваме дека мораме да создаваме добри услови, мораме да создаваме високи норми, стандарди, каде што вложувањата во образовниот процес и добрите услови за образованието очекуваме и многу успеси и од наставниот кадар, меѓутоа и многу знаење од учениците. Според зборовите на првиот човек на Илинден Жика Стојановски, ова училиште е одличен избор за младите, а се разликува од останатите училишта по многу работи, меѓу кои како најважна Стојановски ја истакнува соработката со компаниите и можноста за практична настава, но и вклучување во образовниот процес веднаш по завршувањето на образованието. Разликата и концептот кој што малку се разликува од останатите средни училишта од овој тип технички е во тоа што поддршката од бизнис секторот значи поддршка во делот на практичната настава. Директорот на училиштето не крие дека е голем предизвик да се менаџира со целиот наставен кадар и со самите ученици, но уверува дека модуларното училиште ќе има многу можности да ги покаже квалитетите на своите ученици. Ние сме спремни да се носиме со предизвикот, јас како директор и целиот наставнички кадар, сите сме добро подготвени, добро организацијски поставени и мислам дека ќе одолееме на предизвикот. Ги прашавме и учениците зошто го избрале токму ова училиште во изградбата на нивното образование, а подоцна и кариера. Можноста за светла иднина беше нивниот одговор. Зошто го избравте токму ова училиште за да го продолжите вашето образование? Па го избравме ова училиште поради тоа што ни ветува добра иднина која има перспектива и тоа е единствената причина. Што очекувате по завршувањето на образованието? Па да се вработиме и да одиме во факултет во Андронино. Исто, работа и добра иднина, добра и светла иднина. Освен во новото средно училиште Илинден, кое за прв пат започна со настава оваа година, свечено беше одбележан стартот на новата учебна година и во сите основни училишта во општина Илинден, каде учениците исто така ги посети градоначалникот Жика Стојановски. Во основните училишта беа приредени свечени манифестации за прием на првоодделничињата, а исто така на првиот училишен час градоначалникот Жика Стојановски им посака добре дојде на 200 првачиња, колку што годинава се запишаа во 3 централни и 5 подрачни основни училишта во општина Илинден.
За време на средбата на сите првоодделенци, градоначалникот Стојановски им подели пригодни подароци кои се состоја од училишен прибор потребен за првачињата. И покрај трендот на намалување на бројот на запишани првачиња во училиштата низ Македонија, општина Илинден може да се пофали со континуирана бројка, а годинава и за 10 првачиња повеќе запишани за разлика од минатата година. На сите првачиња им посакувам многу здравје, среќа, успех и во училишните клупи и во семејството. На сите професори им посакувам исто така успешна училишна година 2013-2014. Во општина Илинден во трите основни училишта се запиша, односно првпат тргнуваат 200 првачиња во 9 паралелки и би сакал да им посакам многу успех. Ние како локална самоуправа подготвени ја дочекуваме новата училишна година и со целосно подготвени училници. Наставниот кадар исто така е еден од врвните, квалитетни, со големо искуство. 800 првачиња седна во училишните клупи во основните училишта на територија на општина Газибаба. Денешниот прв училишен ден, градоначалникот Тони Трајковски го искористи да го посети основното училиште Наум Наумовски Борче во Маđари, каде на сите првачиња и ученици им посака успешна учебна година. Томислав Атанасовски. Со првото училишно звонче денеска на 2 септември започна новата учебна 2013-2014 година. Годинева околу 20.774 првачиња за прв пат ке седнат во училишните клупи. Освен нив, речиси 300.000 ученици ке посетуваат настава во вкупно 457 училишта, од кои 99 средни и 357 основни училишта во земјава. На учениците им беа дадени учебници како и времена слободна карта за автобуски превоз. Новина за наставниците е што задолжителниот електронски дневник ќе го водат седмично наместо дневно, согласно со дополнителниот закон за просветна инспекција. И во општина Газибаба денеска започна првиот училишен ден. По тој повод градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски на првиот училишен ден го посети основното училиште Наум Наумовски Борче во населбата Маđари, каде ги поздрави првачињата и им посака успешно понатамошно школување. Успешна училишна година им посака и на сите ученици, како и на целиот персонал во основното училиште од подрачјето на општина Газибаба. Наша заедничка заложба е на овие ученици да им обезбедиме прво подобри услови за учење и пренесување на поквалитетно знаење. Тоа, како што напомена, во континуитет го работиме во соработка со Министерството за образование и наука, а воедно и во континуитет работиме и со нашиот персонал, со нашите наставници на нивна постојана едукација, дообразба, се со цел, како што напоменав, учениците да се стекнат со поквалитетно знаење. Се надевам дека и овие нови генерации што доаѓаат ќе покажат навистина големи успеси, затоа што во изминатото голем број на наши ученици кои што произлегува од нашите основни училишта навистина дадоа свој голем придонес во развојот и на општината и на републиката. Им посакувам успешна училишна година, им посакувам многу одлични оценки во дневниците на сите ученици кои што денеска ја започнаа својата учебна година. Директорот на основното училиште Наум Наумовски Борче Иван Димовски истакна дека во ово училиште има 63 првачиња од вкупно 617 ученици кои се школуваат во ова училиште. Вкупно на територија на општина Газибаба има 800 првачиња во сите основни училишта, што за разлика од минатата година тој број е помал. За ова година планирано да се изградат природните патеки околу училиштето, паркингот да се догради, оградите се направат и прозорите се сменат. Тендерот кој што знаете во тек, негде ноември месец треба да се почне со работа. Сите училници се во функција и немаме никакви препреки за почеток на новата учебна година. Градоначалникот Тони Трајковски денешниот ден исто така го искористи да ја посети градинката 25 мај објект Сонце во населбата Ченто, каде се запозна со активностите на градинката за подобрување на престојот на сите деца, а воедно и им посака успешна работна година на целиот персонал.
512 првачиња денеска започнаа новата учебна година во 7 основни училишта на територија на општина Бутал. Градоначалникот Петри Латиновски денеска го посети основното училиште Лиман Каба во населеното место Љуботен, каде во текот на летото беа заменети старите дрвени прозорци со нови ПВЦ, а поставена и нова влезна врата. Ова учебна година 7 основни училишта кои се наоѓаат на територија на општина Бутал подготвени ги дочекаа учениците во реконструирани простории. Во текот на летото беше извршено молерисување на училниците и ходниците во сите основни училишта, додека пак во основното училиште Лиман Каба во населеното место Љуботен извршена е замена на старите дрвени прозорци со нови ПВЦ, а поставена и нова голема влезна врата. Замената на прозорците и влезната врата, како и останатите санации во училиштето, општината и родителите на учениците кои финансиски помогнаа, ги чинеше околу 500.000 денари. Учениците во ова училиште денеска ги посети и градоначалникот на општина Бутал Петри Латиновски, кој истакна дека големо внимание како општина посветуваат на училиштата кои се наоѓаат во руралните средини. Латиновски најави дека штом се решат имотно-правните односи, многу набрзо за потребите на ова училиште ќе започне да се гради и физкултурна сала. Љуботен, Љубанци како рурални училишта посветувам посебно внимание и можам да кажам дека бев пресреќен и горд кога пред некоја година го исфрлим и последното ќумбе беше токму од ова училиште. Меѓутоа ми остана една недовршена работа што сметам дека во иднина заедно со родителите, заедно со директорот на училиштата да го заокружиме процесов во Љуботен да се изгради физкултурна сала за овие ученици. Се надевам дека ќе најдеме решение. Најголемиот проблем е проблемот на имотно-правни односи, проблемот со место, каде што се надеваме дека и тој проблем ќе биде надминет и јас ќе бидам поносен и горд доколку успееме и сала да изградиме, а се надевам дека и тоа ќе биде многу брзо. Целото училиште и внатрешно и надворешно е реновирано, имало пукнатини, обоено, офарбано и така натаму. И од денеска мислиме дека навистина училиштето заслужува да биде третирано како и секое друго училиште, како и градските училишта. Градежни работи се одвиваат и во основното училиште Гоце Делчев во населеното место Љубанци, каде во завршна фаза е изградбата на физкултурната сала за која се очекува да биде пуштена во употреба кон крајот на овој месец. Исто така со полна пареја се гради и новиот објект на основното училиште Живко Брајковски во Бутал, кој се гради на површина од 4000 метри квадратни на 2 ката. За градежните работи до карабина кои се очекува да завршат до крајот на септември одвоени се 45 милиони денари, а потоа ќе се објави нов тендер за избор на фирма која ќе ги извидува внатрешните занаидчиски работи. Во 7 основни училишта во општина Бутал новата учебна година ја започнаа вкупно 512 првачиња, од кои 285 се на македонски наставен јазик, 203 на албански јазик и 24 на турски јазик. Во основните училишта низ општина Петровец 117 ученици за прв пат тргнаа на училиште. Градоначалникот на општината Борче Митевски ги посети скоро сите основни училишта на територија на општината, при што им посака успешна учебна година како на првооделенчињата, така и на сите ученици. Ивана Митковска. 117 правачиња денеска за прв пат седнаа во училишните клупи во училиштата низ општината Петровец. Од нив во Централното основно училиште Братство единство заедно со 4 подрачни. Учебната година ја стартуваа 40 првооделенчиња, додека во основното училиште Кочо Рацин, вклучувајќи ги и подрачните, во училишните клупи седнаа 77 правачиња. Свечен прием на правачињата и организирани манифестации имаше во сите централни училишта, каде беше присутен и градоначалникот на општината Петровец Борче Митевски. Тој на сите правачиња им посака успешна учебна година. Основното училиште Кочо Рацин имаме ново запишани 83 дечиња. Може само да им посакам на сите наши деца, на сите ученици среќна учебна година. До сега сите основни училишта низ општината Петровец беа темелно реконструирани. Останува само Централното основно училиште Кочо Рацин, во кое наскоро треба да стартуваат градежните работи за изградба на нов дел од училишната зграда на 2 ката, кој ќе овозможи зголемување на капацитетот на ученици. А за таа цел ќе биде срушен третиот павилјон од старата училишна зграда.
Општината Петровец минатата година подпиша договор со Светската банка за земање долгорочен кредит во висина од 80 милиони денари за изградба на нов дел во оваа образовна установа. Откако ќе се започне со градежните активности за изградба на новиот дел на училишната зграда, наставата ќе се одвива во 2 смени, а по завршувањето на изградбата основното училиште Кочо Рацин ќе биде со капацитет за 650 ученици. Оваа реконструкција е само уште еден доказ дека општината Петровец се грижи за овозможување на подобри и поквалитетни услови за одржување на наставната програма. Градоначалникот на град Скопје Коца Трајановски денеска го посети средното училиште Здравко Цветковски на првиот училишен ден од новата учебна година. Годинава во прва година во средните училишта на град Скопје се запишани околу 6700 ученици, а градот постојано вложува во подобрувањето на условите во училиштата, за да можат што поуспешно да ги совладуваат наставните програми, да стекнуваат нови знаења и да постигнуваат поголеми успеси. Како изминатите години, така и годинава градот инвестираше во реконструкција на физкултурните сали и објектите на повеќе училишта, каде што се санирани или заменети целосно покривите, столаријата, подовите на училниците. Реновирани се санитарните јазли, односно се одвиваа и други градежни работи, по зависност од приоритетите и потребите на училиштето, за да се подобрат условите за работа на вработените и на учениците. Оваа година од буџетот на градот за реконструкција на средните училишта се издвоени околу 47 милиони денари. Ракометарите на Металург изборија пласман во групната фаза во Лигата на шампионите. Спортските информации следуваат веднаш по блокот реклами.